Штипското здружение Сплотени срца не се откажува од идејата Штип да го добие првиот рехабилитацијски центар за лица со попреченост. Проектот е веќе изработен на хартија, сега се бара само парцела каде истиот би се градел. Во овој центар, со разни техники и програми, би се вршело рехабилитација на деца и возрастни, а ќе се вработат и лица со посебни потреби со повисока функционалност. Најдобра работа, значи докажена во европските земји се рехабилитацијските центри, каде што индивидуално со секое дете би требало да се работи за да се добие максимумот. Децата со Даунов синдром се едни од повисоко функционалните представници на ранливите категории и би можеле да бидат работно да се оспособат за работа. Во Штип има 2 центри за лица со посебни потреби, но Мијалков вели дека не ги исполнуваат елементарните услови, па поради тоа голем број на деца си остануваат дома. Центрите куборот со стручен кадар и програми со кои овие лица би се оспособиле сами да се грижат за себе. Многу е битна работата, особено индивидуалната работа. Секоја дете е приказна за себе. Токму поради тоа е докажено дека најмногу треба индивидуална работа по индивидуален план за работа со секое дете и секое дете може да го постигне максимумот. Значи максимумот во крајна линија да биде после смртта на родителите да може барем со припомош тоа дете само да живее. Според пресметките, изградбата на ваков центар би чинела околу 450.000 евра, при што 10 до 20% од средствата треба да ги обезбедат самите родители. Пред 2 години, штипски лекар на здружението сакаше да им донира земја за изградба на центарот, но поради законски аномалии не успеа во своите намери. Имено локалната самоуправа донесе одлука дека земјиштето кое докторот го купил од општината за изградба на старечки дом не може да се оттуѓува на трето лице и докторот нема право да го подари на здружението, кое беше идеално за изградба на рехабилитацијски центар.